Добар ден, почитувани, и го гледате првиот дневник на К1 телевизија. По краткиот джингл започнуваме со настаните. Стечајот на фени е контролиран за рестарт. Тоа го знаат и вработените и транспортерите и потенцијалните нови собственици кои се вкупно 4, изјави премиерот Зоран Заев и апелираше до вработените да не дозволат некој да ги мотивира да прават несоодветни работи. Имено според Заев, фени има големи перспективи. Добро е тоа што цената на фероникелот расте на пазарот. Премиерот Зоран Заев е оптимист за фени. Иако вработените најавуваат од понеделник нови протести и блокади заради неможноста доверителите да се договорат, се поголема е известноста истиот да оди под стечај. Заев вели дека овој стечај е контролиран за рестарт, а тоа, како што рече, го знаат и вработените, и транспортерите, како и потенцијалните собственици. Знаат дека конечната постапка ќе заврши најбрзо можно, со тоа што ќе биде избран веројатно оној кој што ќе исплати најголем процент од врските на фени и ќе гарантира по-сериозен прогрес и развој на фени како компанија. Апелира до вработените да не дозволат некој да ги мотивира да прават несоодветни работи. Според Заев, фени има големи перспективи. Добро е тоа што цената на фероникелот расте на пазарот, вели тој. Јас се надевам дека дополнително феник има и нови производствени капацитети на фенилизација на производот од никел кој што го произведува досега, но секако тоа останува во текот на изборот на сите доверители. Државата овде да асистира, ние ги најдовме сите тие инвеститори. Се работи за компанија од Бугарија, се работи за фонд од Швајцарија, се работи за мултинационална компанија со Франција и се работи за нова четвртата од Британија. Фени е значаен за земјава, особено за луѓето кои што работат таму, а тоа се околу 850. Компанијата е извозно ориентирана, учествува во бруто домашниот производ и нема да дозволиме ништо да мрдне од колосекот на идните перспективи на фени, дециден е Заев. Околу 60 млади земјоделци потпишаа договори за финансиска подршка од неповратни 10.000 евра во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Годинава Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. За оваа мерка од програмата за рурален развој ќе склучи 424 договори со земјоделците кои ги исполнија критериумите при аплицирањето. Парите се неповратни, а младите земјоделци можат да ги користат за набавка за земјоделска механизација и за инвестиции во производствените капацитети, истакна министерот Љупчо Николовски. Платежната агенција веќе ги извести сите 424 земјоделци дека им се прифатени апликациите и им прати допис со датум и време на подпишување на договорите. По подпишувањето на договорите, корисниците треба да започнат со реализација на активностите и на инвестицијата. Временскиот рок за реализација на инвестицијата е 6 месеци. По реализацијата на истата, барателот треба да поднесе барање за исплата до платежната агенција заедно со потребната документација од инвестицијата, односно фактури, испратници, доставници, изводи од банка за направените трансакции, најдоцна до 1 јуни 2018 година. По обработка на барањата за исплата, платежната агенција испраќа контрола на лице место, која што ќе констатира фактичката состојба со инвестицијата на терен. Доколку се совпатнат податоците од контролата и од договорот, агенцијата веднаш ќе изврши исплата на средствата. Деновиве во Кавадарци се одржа јавна расправа посветена на условите за зонското паркирање во овој град. Проект кој го започна претходната локална самоуправа, но поради одредбени пречки поврзани со зонски прописи, зонското паркирање привремено е стопирано. Мартина Митков со деталите.
Јавна расправа за идното зонско паркирање се реализираше деновиве во Кавадарци. Истата беше посветена на условите за зонското паркирање во овој град, проект кој го започна претходната локална самоуправа, но поради одредени пречки поврзани со законските прописи, зонското паркирање привремено е стопирано. Целта е, како што рече градоначалникот Митко Јанчев, подобрување на состојбата со паркирање во градот. На расправата во организација на општината меѓу другите беа поканети и координаторите на советничките групи. Да не го презентираат економскиот и оно што значи стручен дел во паркирањето, да донесеме еден заклучок дали е тоа во интерес на граѓаните на општината, доколку е да се продолжи во полната мощна постапка да се спроведе на она што значи терен или на она што значи јавно паркирање. Не сакав да донесам само иницијативна одлука, затоа што сепак е тоа од еден многу значителен карактер на граѓаните и од јавен интерес. Значи, како што кажавме, паралелно работиме повеќе проекти. Покрај зонското паркирање работиме со сообраќајна програма заедно со Машински факултет и секторот за сообраќај, така да тоа е една малку пообемна материја и помалку тртна работа. Не можеме преку ноќ да донесеме конечна одлука без студии, без она што значи сообраќајно решение. Јанчев додаде дека заедно со ова и ставањето во функција на семафорите кои претходно беа искршени, се со цел подобрување на сообраќајот во Кавадарци. Информираше дека паралелно се работи на повеќе проекти, а еден од нив е и сообраќајната програма. Советот на општина Велес утре ќе одржи втората и петата седница. Втората седница ќе започне од 10 часот, а на истата е поставена една точка на дневен ред. Петата седница е закажана 1 час подоцна по усвојувањето на записниците од третата и четвртата седница. Советниците ќе дискутираат по 4 точки предложени во дневниот ред. Советот на општина Велес во понеделник на 27 ноември ќе одржи 2 седници. Втората седница ќе се одржи со почеток во 10 часот, а на истата е поставена една точка на дневен ред. Предлог решение за именување на председател и членови на комисијата за определување на имиња на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти во општина Велес. Петтата седница е закажана 1 час подоцна, а по усвојувањето на записниците од третата и четвртата седница, советниците ќе дискутираат по 4 точки предложени во дневниот ред. Првата е предлог одлука за усвојување на план за квалитет на амбиенталниот воздух на територијата на општина Велес 2018-2022. Втората точка е информација за состојбата со водоводните системи во населените места во општина Велес. Третата точка е предлог програма за зимско одржување на локални патишта и улици на подрачјето на општина Велес за сезоната 2017-2018 година. И четвртата и последна точка се однесува на предлог програма за одбележување на годишнини на значајни настани и личности за 2018 година. Околу 9% од граѓаните во земјава во текот на животот земале некако вид нелегална дрога. Најчесто застапен е канабисот и ја користеле 8,2%. Загрижувачки се податоците бидејќи како што велат лекарите, има тренд на пораст на употреба на нелегална дрога кај младите, така што минатата година 5% од 15 до 16 години земале марихуана. Употребата на нелегалните дроги е околу 2%, но загрижува фактот што таа има тренд на пораст и е поврзана со возраста, објави Институтот за јавно здравје. Според објавените податоци, на 15 и 16 годишна возраст во земјава, веќе околу 5% од децата искажале дека во дотогашниот живот барем еднаш до 2 пати пробале марихуана. Ова е податок од неколку истражувања за употребата на дроги, тутун и алкохол од страна на деца од 11 до 16 години. Со поддршка на Министерството за здравство и согласно упатствата и поддршката на Европскиот центар за мониторинг на дроги и зависност од дроги од Лисабон, Институтот за јавно здравје беше координатор на проектот Глобално популационо истражување за дроги, кое се спроведе за прв пат во Република Македонија на национално ниво. Превенцијата, третманот и социјалната реинтеграција се мерки и програми кои имаат голема улога во справувањето со проблемот на употреба на дроги и редукција на негативното влијание врз општеството.
Последиците кои доаѓаат од предозираност се траума, самоубиство, ментални нарушувања и болести, инвалидитет и онеспособеност, како и прерана смрт, велат од институтот. Патентот е врв на науката, велат лицата кои најголем дел од својот работен век го поминале во процес сопствената идеја да ја претворат во прототип, кој потоа ќе најде реална примена. Колешката Дијана Иванова ни подготви прилог на оваа тема. Патентот е врв на науката, велат луѓето кои најголем дел од својот работен век го поминале во процес сопствената идеја да ја претворат во прототип, кој подоцна ќе најде реална примена. На првиот меѓународен сајм за иновации, патенти и нови технологии презентирани се 70 патенти на излагачи од 11 земји. Во Македонија, во последниве 2 години, се зголемува бројот на потенцијални иновативни решенија. Јас се надевам дека уназад некои 7-8 години некако стагниравме по тој однос. Меѓутоа сега уназад 2 години малку почиња да се подига тој тренд. На крај Национална асоциација е како втор субјект одека во Република Македонија кој има одредено свое членство, меѓутоа работи и со млади иноватори до оној степен дури да со младите работиме да добијат да направат патентна пријава, да пријават свој патент, свое патентно решение, работиме со нив и имаме такви проекти овдека изложени на сајм. 12 патенти на Живко Ширковски веќе нашле своја примена во индустријата, енергетиката, одбраната и медицината. Вели дека од идеја до патент потребно му било да работи од 5 до 7 години. Ние кои се занимаваме со тоа, ние пронајдувачите, кои имаме свој пронајдоци патенти, не треба многу да се лутиме ако нашиот пронајдок патент одма не дојде во процес на производство. Значи, некој треба да го разбери, некој млад треба да го конструира, да го стави во процесот на производство. Според статистиката, во изминатите 30 години регистрирани се повеќе од 13.500 патентирани решенија, изуми и иновации. Најголем дел од нив се во електрониката. Двојно пониски од просекот за ноември се нивоата на реките Треска кај Македонски Брод, Пчиња кај Катлановска бања, Сатеска кај Ботун и Крива река кај Крива Паланка, соопшти УХМР. Според денешните хидролошки мерења, минимални отстапувања во водостоите има на Вардар кај Скопје и Егуновце, Брегалница кај Берово и Црна река кај Новаци. Состојбата со езерата е речесиста со вчерашната. Доранското покажува тројно зголемено ниво, а Преспанското и Охридското се околу просекот. Вестите од Македонија во продолжение. Собранието на Република Македонија вчера ја почна расправата по предлогот за именување јавен обвинител на Република Македонија. По образложението на заменик министерот за правда за предлогот Љубомир Јовески да биде нов државен јавен обвинител и по излагањето на претеникот на ВМРО ДПМН Елија Димовски, седницата беше прекината и нејзиното продолжение ќе биде дополнително соопштено. Според заменик министерот за правда Оливер Ристовски, професионалната биографија на Јовески е гаранција за успешно извршување на функцијата јавен обвинител на Република Македонија, пред која, како што рече, во идниот период ќе се наметнуваат големи предизвици. За именување јавен обвинител, Собранието на Република Македонија одлучува со просто мнозинство од 61 глас. Јавниот обвинител има мандат од 6 години со право на повторно именување. Од понеделник по Собранието ќе се расправа и за буџетот за 2018 година, што ќе трае најмалку 18 дена, па за Јовевски најверојатно ќе се гласа дури после тоа. Претеничките Ана Лашковска и Ивана Туфекџик од утре во Братислава ќе учествуваат на работилница Транспарентност и парламентарна соработка со граѓанското општество, соопшти Собранието на Република Македонија. Работилницата е во организација на Националниот демократски институт за меѓународни односи и Националниот совет на Словачка и е во функција на создавање отворен и транспарентен парламент со цел подобар законодавен процес.
На работилницата, пратеничките ќе разменат искуства со своите колеги од регионот со колегите од парламентот на Република Словачка, како и со бројни представници од различни институции на Европската Унија и представници на меѓународни граѓански организации, информира Законодавниот дом. Немири настанале синоќа во Брисел, откако на собир организиран од локален рапер почнала општа тепачка по распоредувањето на полицијата околу демонстрантите. Полицијата уапсила над 70 лица, а демонстрантите ги ограбувале луксузните продавници во центарот на Брисел. Следуваат вестите од светот. Вулканот на планината Агунг еруптирал вчера вечер и утрово изфрлувајќи пепел во висина од 4000 метри. Како што пренесува агенцијата АП, мрачни сиви облаци се движат кон соседниот остров Ломбок во правец спротивен од аеродромот на Бали, откаде закажаните сите меѓународни и домашни летови денеска нормално се продолжени. Во блиските села се создал слој од пепел со дебелина од 1 сантиметар, а полицијата и војниците во тоа подрачје носат заштитни маски. Вулканот во саботата проработил втор пат за една недела, но официјални лица наведуваат дека нивото на предупредување останало непроменето, затоа што ерупцијата е мала. Националната агенција за катастрофи соопштила дека тогаш столбот од пепел на вулканот на планината Агунг пораснал до 1500 метри во висина. Портпаролот на таа агенција рекол дека нивото на предупредување и натаму е на второ ниво. Не се забележани сеизмички активности, а зоната на исклучување околу вулканот се протега 7,5 километри од кратерот. Околу 25.000 луѓе не можат да се вратат во своите домови од септември, кога Агунг го дал првиот знак на активност по неколку децении мирување. Најмалку 2 лица загинале, а 30 се повредени во силната експлозија, која се случила во источната кинеска провинција Џеџијанг, јавиле кинеските медиуми. Експлозијата во која се срушени повеќе згради и оштетени автомобили се случила утрото во фабриката Џиангбеј во Нингбуа, на околу 100 километри јужно од Шангај. Како што на социјалните мрежи известиле официјалните лица на Нингбуа, 2 лица загинале, а 2 се тешко повредени, додека најмалку 30 лица се префрлени во болница. Експлозиите во Кина често се случуваат поради непочитување на безбедносните правила, иако кинеската влада вети дека ќе ги засили безбедносните проверки за да се избегнат вакви несреќни случаи, наведуваат агенциите. Заменикот шеф на елитната иранска револуционерна гарда генерал Хосеин Салами предупредил дека доколку Европа му се заканува на Техеран, гардата ќе го зголеми дострелот на ракетите на над 2000 километри, извести новинската агенција Фарс. Ако го одржуваме дострелот на нашите ракети до 2000 километри, тоа не е поради недостаток на технологија. Ја следиме стратешката доктрина, рекол Хусеин Салами. Шефот на иранската револуционерна гарда, генерал мајор Мохамед Али Џафари, рекол дека иранските ракети кои имаат дострел од 2000 километри би можеле да покријат поголем дел од американскиот интерес и силите во регионот и дека Иран нема потреба да го зголеми нивниот дострел. Додал дека дострелот на ракетите го востановил врховниот лидер Ајтолах Али Хамнеј, кој е и шеф на вооружените сили. Временска прогноза за следниве денови. В понеделник преку денот ќе биде претежно облачно, студено, ветровито и со врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места од снег. Врнежите ќе бидат пообилни во источните делови. На повеќе места ќе дува засилен северен ветер. На планините и повисоките места ќе се формира снежна покривка. Дневната температура ќе биде релативно ниска и ќе се движи во интервал од 3 до 9 степени. И во вторник ќе биде променливо облачно и студено со умерен до
засилен северен ветер. Дневната температура ќе се движи од 2 до 8 степени, додека в среда ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со слаб јужен ветер. Дневната температура ќе се движи од 5 до 11 степени. Тука го завршуваме ова информативно издание. Ви благодарам на одвоеното време. Пријатно!